Најавената државна помош која што владата треба да им ја доделува на одредена категорија основци и средношколци е страшна игра и манипулација, голема неправда врз учениците и родителите кои воопшто не добија никаква финансиска поддршка, грмат граѓанските активисти. Родителите пак изреволтирани реагираат на социјалните мрежи, бидејќи повеќето од нив не добиле скршен денар нити претходните 2 месеци, а камоли за овој месец. Однесовме документи кога беше конкурсот во ноември. Сега е февруар, а немаме уште никаков одговор. Ни дали сме одбиени, ни пак некоја исплата имало. Имам 3 деца. Аплицирав, ниту за едно не добив ни повратен одговор дали е се во ред, ниту пак исплата. Ако не пуштат, не знам колку ќе имаат образ да ни се обратат за исполнување и гласање. Ке го накалемат гревот од сите нас. Не знам колку им е во интерес да не пуштат. И од Унија на студенти се пожалија, многу долно и нечовечки. Ни ги замачкуваат очите, а народот врие. Ова се дел од коментарите на социјалните мрежи. Согласно владината одлука, учениците од средно образование треба да добијат финансиска поддршка во износ од 1800 денари, односно 1200 за основците, чии семејства имаат вкупни месечни приходи до 50.000 денари, но очигледно ништо од тоа. Ако ние не го почитуваме основното право на децата и да им дадеме ние општествено одговорен пример како треба да се однесуваме во општеството, ние немам иднина. За жал, со ова само ги повредуваме нашите деца, им даваме недолични примери како се води една држава, како не се почитуваат правата, како немаме чувство за ништо. Оправдувањата на ресорниот министер на крајот од минатата година дека бил краток рокот за аплицирање и исплата на средства не држат вода. Ова се случи за прв пат после донесување на законот за финансиска помош или пакет социјални мерки што беа. Веднаш после донесување на законот, на тој закон, ние имавме рок ограничен за да ги завршиме сите постапки што требаше да ги направи училиштата и министерствата. Ова е за прв пат, за првиот месец, вториот месец ќе биде поедноставен. Згора се, во објавата од Министерството за образование стои дека кога училиштата ќе утврдат дека одреден ученик повеќе не ги исполнува условите за користење на финансиска поддршка по добиените податоци од училиштата, Министерството го испишува лицето од евиденцијата на корисници. За да не живеат во заблуда, од граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има, апелираат до директорите на училиштата да го почитуваат правото на родителите и в понеделник јавно да истакнат списоци кои деца добиле финансиска помош, а кои не.